Покрај тоа што веќе од августовските сметки ќе имаме во просек поскапа струја за 7,4%, се стравува и дали ќе има доволно електрична енергија. Алармот го кренаа земите во регионот, кои за разлика од кај нас сериозно се подготвуваат за периодот кој следи. Албанија најави ограничување на струјата и подготви план за вонредна заштеда на електрична енергија. Се подготвуваат прекини на струјата, станува збор за тотални кратења во снабдувањето со енергија. Го направивме овој план во случај на итни или вонредни ситуации. Луѓето треба да почнат да штедат. И додека останатите земји преземаат конкретни мерки и чекори. Кај нас се најавува најтешката енергетска зима до сега, но за сега се водиме по принципот дека ако се одвива по планот, не се размислува за рестрикции, а најавена е кризна состојба во делот на електричната енергија од август. Ако се одвива све согласно планот и во случај да нема забрана на увоз на електрична енергија, таков пример во нашата држава сме имале од страна на Република Бугарија, која во одредени периоди, значи забранила извоз на електрична енергија, тогаш не верувам дека би имало рестрикции во нашата држава, но ќе имаме најтешката зима. Но ситуацијата е толку сериозна, непредвидлива, што не зависи само од Северна Македонија. Експертите веќе со месеци наназад предупредуваат дека е потребно да се зголеми домашното производство и навремено да се склучуваат долгорочни договори, бидејќи се знае дека Македонија е увозно зависна земја за електрична енергија. Дури во летниот период, кога се намалени капацитетите на компаниите, имаме недостаток и увезуваме секој ден 20 до 30%, што поставува сериозна загриженост за зимскиот период. Се во домен да се направи поголем профит. Колку е поскапа енергијата, толку е повисок профитот на трговците. Зашто не купија кога ефтина енергија и да направат договор на година дена? Па што не го договорија пред 2 месеца, бидејќи Македонија е увозно зависна електрична енергија? Зашто не го направија? Кога ќе правиме договор у ноември, кога Маѓарска забрани извоз на енергија? Мислам и Румунија. Од кај ќе купиме? Бугарија ќе забрани. Ништо не е направено, ништо не се превзема, ама будно се следи. Покрај тоа што немаме никаков план како ќе ја преживееме зимата, власта се задлужи со 100 милиони евра од Европската банка за обнова и развој, за да се обезбеди ликвидноста на државната ЕСМ, која годината ја заврши со катастрофален минус од 28 милиони евра. Парите од ЕБОР ќе се користат за набавка на струја, мазут и јаглен. Од опозицијата пак критикуваат дека власта пробува да протне нова кризна состојба со цел повторно да се склучувале договори во 4 очи. Од ВМРО ДПМН прво ќе бараат одговор каде се потрошиле парите под превес на енергетска криза, а потоа сериозно ќе анализираат за прогласување на нова.